Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Православните верници го слават Христовото раѓање со света златоустова литургија на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион. Божик беше одбележан и во Кочанскиот храм Свети великомаченик Ѓорги. Во чест на Христовото раѓање Божик во храмот Свети великомаченик Ѓорги утрово се служеше света златоустова литургија на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион со свештениците од Брегалничката епархија. На сите верници им упати убав благослов. Христос се роди, навистина се роди. Честит Божик, честито и благословено новото лето Господово. Посакуваме Богомладенецот Христос Бог, кој што донесе светлината на светот, како што и самиот е светлина на светот, со неговото раѓање во Витлеемската пештера, на сите православни христијани да им подари многу здравје, радост, среќа, берекет. Исто така, во сите домови мир и благосостојба, љубов и разбирање помеѓу луѓето, и дај Боже Богомладенецот Христос Бог сите нас да не просветли и да не води по патот на вечноста. Амин. Христос се роди. Верниците кои се собраа во голем број во Кочанскиот храм упатија молитви до Христос за здравје и среќа. Божикните празници се прославуваат во семејна атмосфера. Свештениците апелираат деновите пред и по Божик да се посвети внимание на молитвата и зачестено да се оди в црква и на литургии. Православните верници се поздравуваа со зборовите: Христос се роди, навистина се роди. На вториот ден од Христовото раѓање на манастирот Добра вода во Оризари се организира голем црковно-народен собир. Традицијата се запази и годинава, па собирот не помина без греана ракија и народна музика. Домакините на манастирот порачаа на властите да се направи патот до манастирот. Голем црковно-народен собир се организираше на манастирот Добра вода во Оризари на вториот ден Божик, кога се одбележува празникот Собор на Пресвета Богородица. Собирот на овој убав ден прерасна во традиција. Домакинките сукаа повеќе зелници, а се кршеше и лепче со паричка. Кумата од минатата година, што за оваа прилика дојде од Швајцарија, го предаде кумството на новиот кум, кој на сите верници им посака добро здравје и успех во новата година. Чест ми и задоволство, што со почит и голема љубов кон моите пријатели, пред неколку дена ги поминав 2000 километра за да дојдам овде да се дружам со нив и многу сум среќна. Со драга волја го примам кумството од манастирот Добра вода, од стариот кум. Јас сум сега нов кум за другата година. Паричката ми се погоди на мене и најсреќен сум што ја добив наградата. Без греана ракија и добра музика не помина и овој собир. На собирот дојдоа верници од другите градови од државата. Јас работев овдека во црквата како зограф Свети Атанаси во село Оризари и доаѓам овдека во Добра вода често и се спријателив така со луѓето и пријателството ни останува, што се вика, за век. Најголемата пречка за црковниот собир да биде уште помасовен е тешко пристапниот пат до манастирот. Затоа домакините секоја година апелираат да се направи патот. Овај манастир му многу е патот важен, да се направи патот. Од иначе без пат не би, а чим пат се направи, у Оризари нема друго туристичко место и рекреација освен Добра вода. Некои од страна што дојдат гости ги доведуваат овде во Добра вода, али пат треба да се има пат. А ние манастир, ова е мало манастирче со мали финансии, со голем труд работиме, не сме во можност да го направиме тај пат асфалт, само тоа може општината и Советна општина Кочани. Инаку, на манастирот Добра вода секоја година се слави на првиот петок по Великден, или кај народот познат како Источен петок Балаклија, кога се празнува со црковно-народен собир. Се верува дека водата во овој манастир е лековита. Со греана ракија, постна трпеза и лепче со паричка. И годинава Кочанци го прославија големиот празник Бадник и Божик. Со коледарски бадникарски обнови се најави Христовото раѓање.
За Бадник и годинава во секое мало гореа бадникарските огнови и кочанци и останаа верни на традицијата. Бадник и Божик го дочекаа со бадникарски огнови, посна трпеза и делење паричка. Секое кочанско мало организираше собир и прослава и го славеа последниот ден од 40-дневните пости за Божик. Се собираме од малото луѓе, млади и стари заедно, комши, и го палеме. Сега јас сум кум на овој коледарски оган и сега, значи, како кум го презимам за до година кумството на овој коледарски оген. Го палеме во чест на Божик, например, коледарите кои одат вечер да се греат на огенот. Ова е чисто христијански, не е пагански, нема некои маски, нема гриманси, чисто македонска музика. Ние сме православни и си го тераме православната вера. Ние тука се собираме 5-6 години, да речеме, може 8. Бадникарски оган, не знам, нешто те така останало од старите. Инаку бадникарските огнови, печењето скара и пиењето ракија се во апсолутна спротивност со начинот на кој верниците треба да ги одбележуваат деновите пред Божик, апелираа свештениците. Гозбите и пиењето околу коледарските огнови се во целосна несогласност со црковното предание и Божикниот пост. Постната Бадникова вечера, која треба да го сплоти семејството, е заменета со малските огнови и култот на греаната ракија. Како и да е, сепак луѓето стојат на своето, дека традицијата која трае со години не смее да се напушти. Божикни празнувања и во Виница. Верниците се собраа на Ангел Винички. Прославата продолжи во кругот на семејството. Виница го прославува вториот ден од Христовото раѓање. Светлината на Бадниковиот оган ги разгори желбите кај виничани за предстојната 2015 година, чија лична различност се претопи во колективната, здравјето пред се и останатиот список на желби за празниците. Општина Виница веќе 7 години малското собирање го насочува кон една заедничка локација, плоштадот Ангел Винички, откаде практично започнува загревањето на пештерата за рагањето Христово, а со тоа и прославата на празникот. Ракија, топол чај и греано вино се служеше за сите кои се дел од оваа празнична традиција, а не изостана ниту делењето лепшиња со парички, зад кои се криеат 3 вредни награди од локалната самоуправа во вредност од 6.000, 3.000 и 1.500 денари. Подготовките за најсемејниот настан, Бадниковата вечер, потоа продолжија и во храмот Свети Архангел Михаил, каде се делеа бадниковите гранчиња, а и тука не изостана Божикната награда. За верниците, Божик е празник на тишина, мир и собирање со семејството, така што за најголемиот дел од граѓаните е најважно времето поминато со најблиските. Ако големите празници носат голема надеж, верниците се надеваат дека новите нешто повеќе од 350 денови ќе бидат денови во кои очекувањата ќе бидат поголеми, грижите помали, радоста и среќата поприсутни. Над 20 милиони евра треба да добијат годинава сите општини во државата за развој на руралните средини. Според програмата за локален економски развој, општина Кочани планира реализација на 4 проекти, за кои се потребни 48 милиони денари. Во наредните 3 месеци општините во Македонија ќе можат да се пријават за добивање пари од финансиската поддршка што државата ја вети за развој на руралните средини. Вкупниот износ, што треба да биде поделен, изнесува над 20 милиони евра, а локалните самоуправи парите ќе ги добијат како грант, без обврска да ги враќаат. Средствата треба да бидат насочени за решавање на инфраструктурни проблеми што се од интерес на граѓаните кои живеат во руралните подрачја. Според програмата за локален економски развој за оваа година, што ја усвои и Советот на општината, во Кочанскиот регион се планирани 4 проекти, за чија реализација би биле потребни близу 800.000 евра. Најмногу пари ќе чини до асфалтирањето на патот од селото Пантелеј до Рајчани во должина од 2,5 километри. Пресметките покажуваат дека за оваа намена ќе бидат потребни околу 270.000 евра, а реализацијата на проектот ќе овозможи подобрување на патната инфраструктура и целосно асфалтно поврзување со селото Турско Рударе во општина Пробиштип. Следните 2 проекти со рурален предзнак се во населбата Оризари. Едниот се однесува на доизградба и асфалтирање на улицата Гоце Делчев, што би требало да чини околу 130.000 евра, а другиот е за изградба на армирано-бетонски мост во вредност околу 56.000 евра.
Двата проекти треба да овозможат подобрување на локалната сообраќајна инфраструктура, односно создавање подобри комуникацијски врски на локално и регионално ниво, со оглед што населбата би добила посовремено поврзување со постојниот регионален пат. Четвртиот проект, што е зацртан во планските документи на општина Кочани, е за асфалтирање на повеќе улици во руралните средини, за што се потребни над 325.000 евра. За да се реализираат проектите, општинската администрација предвидела потребните средства да се бараат преку Бирото за рамномерен регионален развој, односно преку Агенцијата за финансиска поддршка на развојот на земјоделството. Над 500 градежни парцели од државното градежно земјиште планира да стави на продажба општина Кочани во текот на оваа година. Парцелите се со различна намена, а доминираат оние за индивидуално домување и за викендички на пониква. Нов градежен бум со продажба на плацеви планира да направи Кочанската локална самоуправа во текот на оваа година. Според годишната програма за располагање со државното градежно земјиште, на оглас ќе бидат понудени вкупно 514 парцели за изградба на објекти со различна намена. Таквата бројка ја искачува општината на прво место во источниот регион, а амбициозниот план треба да ја наполни приходната страна на планираниот буџет за годината која што туку започна. Според пресметките, доколку се продадат сите плацеви треба да се слеат најмалку 62.200.000 денари. Во вкупниот број планирани парцели доминираат оние што се наменети за индивидуално домување и викендички на пониква, како и за лесна индустрија и мало стопанство. Дури 321 плац се предвидени за изградба на куќи, од кои 291 во Кочани, 13 во Оризари и 4 во Тракање. Заинтересираните за плац на планина ќе можат да конкурираат за вкупно 54 парцели за викенд куќи на пониква, додека за лесна индустрија се планирани дури 91 парцела, од кои 51 во местноста Белски дол и зоната лесна индустрија, а 40 во кругот на поранешните фабрики Хартија и Атом. Од останатите парцели, 8 се за откупувачки и преработувачки капацитети на земјоделски производи во местноста Керамидница, 3 за комерцијална намена во градот и по 1 за катна гаража во близина на поштата, за хотел на Пониква и за спорт и рекреација во местноста Црница. Од општината се свесни дека не можат да се продадат сите планирани парцели, па се очекува реална реализација на програмата со околу 40% или остварување приходи во износ од околу 25 милиони денари. Од нив, согласно Законот за градежно земјиште, 20% или околу 5 милиони денари ќе припаднат на државата, а остатокот од околу 20 милиони треба да влезат во општинскиот буџет. За да се намалат трошоците поврзани со објавата на огласите за продажба на градежните парцели, се планира огласувањето да се прави во 6 турнуси, односно секој втори месец во 2015 година, како и по потреба во зависност од заинтересираноста на правните и физичките лица. Управата за јавни приходи ги подсетува економските субјекти дека согласно законските одредби имаат обврска годишните извештаи за исплатени приходи да ги поднесуваат по електронски пат преку системот е-даноци. Рокот во кој што треба да го сторат тоа е најдоцна до 31 јануари. На стартот од новата година Управата за јавни приходи ги подсетува правните лица, трговците поединци и занаетчиите кои во изминатата 2014 година извршиле исплата на приходи на граѓани, дека имаат обврска по електронски пат да поднесат годишен извештај најдоцна до 31 јануари. Во него економските субјекти ги пријавуваат бруто приходите на обврзниците, платениот персонален данок на доход и придонесите, како и вкупно исплатените нето приходи во изминатата година по основ на лични примања, авторски права и права од индустријска сопственост, капитал, имот и имотни права, добивки од игри на среќи и други приходи за кои аконтацијата на данокот се плаќа по одбивка. Истиот рок за поднесување на годишен извештај по електронски пат важи и за економските субјекти кои вршеле исплати на граѓани во 2014 година по основ на откуп на земјоделски производи. Во годишниот извештај тие ги пријавуваат податоците за физичките лица од кои вршеле откуп на производи, шифра на дејноста која ја обавува физичкото лице и износот на исплатениот приход. Обврска за поднесување на годишниот извештај имаат и правни лица кои организираат зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало. Економските субјекти кои вршеле исплата на граѓани и имале обврска да го пресметаат и уплатат персоналниот данок, задолжително треба на граѓанинот да му издадат збирна пресметка на исплатените приходи, платениот персонален данок и придонесите во 2014 година, и тоа најдоцна до 15 јануари.
Издавањето на збирна пресметка е законска обврска на исплатувачот на приход, врз основа на која граѓанинот како обврзник на персоналниот данок на доход ќе може точно и навремено да ги пријави приходите во годишната даночна пријава. Доколку до 31. јануари економските субјекти не поднесат годишен извештај и ако на граѓанинот не му издадат збирна пресметка за 2014 година, законот предвидува глоба во износ од 2000 до 3000 евра во денарска противвредност, а за направениот прекршок на одговорното лице на фирмата ќе му биде изречена глоба во износ од 750 евра во денарска противвредност. Општина Виница го прецизираше карактерот на седниците на Советот во 2015 година. Дел од советниците бараат да се посвети поголемо внимание на важните датуми. Виничката локална власт утврди како ќе течат седниците во новата година, колку помеѓу редовните ќе бидат свечени седници. Дел од советниците упатија забелешки поврзани со овој атрибут, сметајќи дека е задолжително да се одржи свечената седница на денот на ослободувањето на Виница, кој според нив е еден од најзначајните датуми. Значи во програмата имаме две свечени седници. Седницата свечена на градот Павловден, меѓутоа на општината Ден на градот Виница, на општина Виница е 30 август, ослободувањето на градот. Значи ние, тоа е со статутот така се стои, дека две свечени седници треба да имаме. Меѓутоа ние во изминатите години ниту лани не го празнувавме и немавме свечена седница. Поради тоа, продолжи Георгиева, Советот треба да се придржува до она што е напишено. Ја изрази резерва поради тоа што не се чествувал денот на ослободувањето на Виница 30 август. Значи што ме напишано дека ќе имаме свечена седница, ние треба да имаме свечена седница. И треба да го чествуваме, бидејќи, да се разбереме, тоа е голем ден за Виница. Значи за цела општина, градот Павловден мора да ги разграничиме, е верски празник и е ден на градот Виница, не на општина Виница. Да не се остане само на положување цвеќе пред споменбистите, туку да се зголемат активностите за чествување и на овој празник, побараа дел од советниците во Виничкиот совет. Проследете спортската информација. Општина Кочани во соработка со Сојузот на спортови и Асоциацијата на новинари Кочани и годинава ја организира манифестацијата Избор на спортист за 2014 година. На годинешната манифестација за избор на спортист на Кочани за 2014 година ќе се изберат најдобрите во веќе воспоставените категории од минатите години. Најдобар млад надежен спортист, најдобра екипа, најдобар тренер и спортски работник. Право на учество во изборот имаат сите спортисти, екипи и спортски работници од клубови со дејност спорт регистрирани во општина Кочани, а секој кандидат потребно е да поднесе копија од клубската легитимација. При пријавувањето потребно е да се достават податоци за постигнатите резултати и копија од добиените признанија за освоени места од турнири, државни и меѓународни надпревари. Пријавите треба да содржат и податоци од лице за контакт со број на телефон. Пријавите за учество во изборот на спортист на Кочани потребно да се достават најдоцна до 20 јануари 2015 до одделението за јавни дејности преку едношалтерската канцеларија во општина Кочани. По однос на пристигнатите пријави во одделните категории ќе гласаат новинарите и представниците на Сојузот на спортски работници. Изборот ќе се одржи на самиот крај од месецов, откако ќе се изврши селекцијата, а датумот дополнително ќе биде утврден.
Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Христос се роди за многу години. Довидување.